Сега, моите најдраги награди и признанија ми се на сметките на децата. Со нив кога некаде настапувам на некои литературни читања, при некои средби, при некои патронни празници, при некои излети и така натаму, тоа се некои, како се вика, тоа се некои награди и признанија што не се ставаат во витрина и не се обесуваат на зидот, туку тие се носат во срцето, што се вели. И тие се некоја моја, како се вели, моја инспирација за понатаму да можам поодговорно кон нив да се однесувам и тоа што го пишувам и што го работам за нив, да биде нешто ново и нешто, нели, кое ќе го остави и нив некој така добар печаток. А овие општествените, тие ги имам многу. Тоа не од сега, јас од кога почнав да работам во списанијата за деца, речеме во Наш свет, Разговор, Другарче, заедно со Видове Подгорец, сите тие манифестации што беа на ниво на град Скопје, почнувајќи од градинките, па основните училишта, оние празници што ги организираше градот по повод годишнини од земјотресот, некои јубилејни прослави, тие сценарија по универзална сала, по тие домови на културата, скоро сите сценарија беа мои и добивав такви, нели, книжни награди, ти кои ми се навистина драги, нели, признание. Во тоа време, знаете, така работевме ние, што се вели повеќе доброволно. Ми беше драго што мене ме ангажираа да ги правам тие работи меѓу другите, нели, кога може и други да изберат. Тоа беше едно признание за мене, кои ќе ги чувам исто така, ми се драги, ги чувам во моите витрини дома. Но ова признание сега што го добив од општината, од мојата општина Босилово, кај што јас сум повратник од Скопје, таа ми е посебно драга затоа што прв пат едноставно нешто на локално ниво да добијам овде од Струмица и од Струмичко. Меѓутоа, освен оваа плакета, што ја сметам за нешто драго, многу ми беше мило што градоначалникот на општина Босилово годинава, кога одбележуваше годишнина од денот на општината на Босилово, ги беше собрал сите градоначалници пред него што били овде. Тоа ми беше еден, баш ме изненади. Тука немаше, да речеме, тие некоја партиска политика да ги деля луѓето на, да речеме, дали се тоа СДС, дали либерали, дали ВМРО и така натаму. И тие, нели, беа поканети, не само бившите градоначалници, туку и некои луѓе кои веќе заземале некои места пред него во општината. И тој Христо Манчев, значи тоа ми изненади многу пријатно и затоа ова награда и ова признание што го добив од Босилово има, значи, двојно значење за мене. Бидејќи сватив дека нешто се менува, дека треба да се обединиме, дека треба да се работи нешто и тој го сватил тоа и се надевам дека и општината ќе оди напред. Ми е дадена таа награда како придонес за литературата за деца, не само на локално ниво, туку и воопшто сето тоа што сум го направил за децата во Македонија.